Уле Јакма, науката може да решава реални проблеми. Ран живот на островот Муху Уле Јакма е родена во 1957 година на островот Муху, каде што пораснала обкружена со природа, домашни животни и блиска рурална заедница. Незиното детство го обликувало нејзиниот интерес за биологијата и природниот свет, образование и рана кариера. По завршувањето на училиштето во Орисаре, Уле Јакма студирала биологија на Универзитетот во Тарту. На почетокот работела со растенија во ботаника, но набргу се насочила кон репродукција кај животните, инспирирана од своето детство на островот Муху. Почетоци во репродуктивната биологија. Во средината на 1980-тите, Уле Јакма се приклучила на една од првите истражувачки групи во Естонија, што се занимавале со трансфер на ембриони и репродуктивна биологија. Подоцна се усовршувала во Шведска, каде што научила напредни методи за ИВФ, инвитро оплодување, кои помогнале во модернизацијата на репродуктивната наука во Естонија. Научни придонеси Уле Јакма има клучна улога во развојот на репродуктивната биотехнологија во Естонија. Таа придонесела во истражувања од областа на биологијата на гамети, проценката на квалитетот на спермата, развојот на ембриони и современите технологии во сточарството. Нејзината работа помогнала во воведувањето на селектирана, сексирана сперма, подобрувањето на методите за трансфер на ембриони и поддршката за создавање на првото клонирано теле во Естонија. Преку нејзиното научно лидерство, ветеринарната и репродуктивната наука во Естонија станале поиновативни и меѓународно поврзани. Награди и признанија. Работата на Уле Јакма е наградена со некои од највисоките научни признанија во Естонија. Таа ја добила Државната награда за наука на Естонија во 1993 година за рани достигнувања во трансферот на ембриони, а повторно во 2006 година за својот придонес во земјоделските науки. Во 2015 година ја добила орденот на Белата ѕвезда и степен за зајакнување на ветеринарното образование и унапредување на националниот научен развој. Нејзините награди одразуваат децении иновации, лидерство и посветеност кон подобрување на научниот пејзаж во Естонија. Пример за углед за жените во науката Уле Јакма стана значаен пример за младите жени во STEM. Незината кариера покажува дека научната извонредност може да произлезе од скромни почетоци и дека родовите бариери можат да се надминат со истрајност и љубопитност. Таа активно ги поддржува младите истражувачи, ги охрабрува жените да влезат во ветеринарините и животните науки и промовира соработка, почит и донесување одлуки базирани на докази. Нејзиниот пример ги инспирира девојките да сонуваат поголемо и да веруваат дека науката е место и за нив. Визија и влијание. Работата на Уле Јакма ја зајакнала научната способност на Естонија и ги подобрила практиките во репродуктивната биотехнологија. Таа нагласува размислување базирано на докази, оддржливост и одговорна иновација во земјоделството и ветеринарната медицина. Преку нејзиното лидерство, Естонија стекнала меѓународно признание во репродуктивната наука, а таа ги инспирира младите научници да го гледаат учењето како доживотно патување. Нејзината визија ги спојува традицијата и иновацијата, осигурувајќи дека научниот напредок им користи и на општеството и на животната средина. Резиме и завршна порака. Патот на Уле Јакма покажува како посветеноста, љубопитноста и истрајноста можат да обликуваат значајна научна кариера. Од мала островска заедница до водечка фигура во репродуктивната биотехнологија во Естонија, незината приказна докажува дека науката напредува кога луѓето ги следат своите вредности и постојано учат. Таа ги инспирира младите, особено девојките, да веруваат дека можат да постигнат големи работи во науката и да направат позитивна промена во светот. Влијанието на Уле Јакма врз иднината. Работата на Уле Јакма остава траен белег врз естонската наука и глобалните области на биотехнологијата и земјоделските истражувања. Незините научни придонеси, лидерство и посветеност на менторирање на млади истражувачи создадоа цврста основа за идните генерации. Таа покажа дека науката може да решава реални предизвици, од подобрување на здравјето на животните до зајакнување на безбедноста на храната.
Незината приказна ги инспирира младите научници да сонуваат храбро, да работат доследно и да веруваат дека значајно глобално влијание може да произлезе дури и од мала земја.